Антонио Илиоски е еден од најталентираните млади виолончелисти во Македонија, чие име се повеќе се слуша на меѓународната музичка сцена. Тој студира на Националната музичка академија професор Панчо Владигеров, каде што работи со реномираниот професор Атанас Крстев. Албумот Beyond the Silence е негов прв студиски проект и е во издание на Баги Комуникации, кој представува значаен чекор во неговиот уметнички развој. Вечерва се случува промоцијата на мојот прв солистички албум Beyond the Silence, кој што значи над тишината или надвор тишината. Тоа е едно движење кое што се надевам дека многу млади веќе искусни музичари ќе го земат и за себе си, затоа што ние музичарите сме многу долго време во една тишина, во едни 4 ѕида, и многу малку музичари имаат таква шанса и привилегија да излезат од тие 4 зида и да направат нешто ново или нешто што ги предизвикува секојдневно. Тоа е тоа движењето Beyond the Silence. Делата кои што се на албумот, односно првата соната на Јоханес Брамс во емол и Клод Дебюси во демол, со пианистката Јана Лолова, имавме исвирано горе-долу 5 или 6 концерти низ Бугарија и Балканот, кои што ни беше, тие концерти не беа подготовката уствари за овој албум. Самиот албум се снимаше во рекордни 2 дена, што за класична музика 2 дена се многу малку време за таква музика. Албумот се состои од 2 сонати, Јоханес Брамс прва соната во емол и Клод Дебюси соната во демол. Тие 2 дела се толку многу контрастни, ама и слични во еден ист момент. Односно, Дебюси пример е шепот и интимна музика, а Брамс сама по себе се долги линии, тешки карактерни промени и некако, нели, како викаат, дека разликите го прават убавото, ама јас мислам дека разликите се многу по вредни од сличностите и седнењето во еден спектар. Следни концерти ни се со Јана и мене како солист надвор од Македонија, односно Бугарија, Полска, Англија, има договори моментално. Но во Скопје ние на 28 април во камерна сала на Македонска филхармонија, каде што ќе се отсвири албумот, односно ќе има концертна промоција, ќе се отсвират фантастичните пиеси на Роберт Шуман и мојата лично најомилена соната за чело на Сергеј Прокофиев од Цедур. Така што ќе биде еден долг и убав концерт, 3 сонати и една пиеса. Промоцијата на албумот Beyond the Silence на виолончелистот Антонио Илиоски се одржа во Аудиокултура. Настанот беше можност одблизу да се запознаеме со уметник кој има исклучителен потенцијал, уметник која обединува техничката виртуозност со изразена музичка експресивност и јасен личен уметнички став. Антонио Илиоски се наметнува како ново и сериозно име на современата класична сцена во регионот и пошироко.